Веројатно знаете дека секоја среда по вториот информативен блок отвараме и редовна рубрика во Македонија наутро, Мое здравје, корисни совети од лекари во различни области. Ова утро зборуваме за дијагностиката и третманот на остеоартритот. Гостин во утринската програма на Македонската телевизија е доктор Михаил Ивановски, специјалист по травматологија. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Оваа тема одамна не сме отвориле во утринската програма и верувам дека советите и кои што ќе ги слушнат гледачите ќе бидат особено добре дојдени. Ајде сега како вовед во темата да направиме нешто вака. Што е всушност остеоартритот, за какво заболување станува збор? Да, остеоартритот всушност заболување за состојба на зглобовите. Сите зглоби во човечкото тело се пред се она што ги прави нив да функционира нормално е зглобната раскавица, која што е неминовен дел во зглобовите, која што со текот на времето се оштетува. Сакале ние или не, со самото користење, со самото функционирање, таа се оштетува, со нејзиното оштетување започнуваат и проблемите. Кога се јавуваат првите симптоми? Кој повеќе страда? Постои ли такво нешто, мажите или жените? Во принцип е покарактеристично на повозрасната популација, а процентуално се позастапени дамите, жените. И тоа се има зошто. Во принцип со текот на годините, како што кажав, доаѓа до оштетување на зглобната раскавица, затоа е повозрасната група, а дамите заради генетиката, дел од анатомијата, менопаузата, хормонален дисбаланс и така, слично. Кои се сега симптомите? Што е оно што прво се чувствува како симптом кој што асоцира на остеоартрит? Во принцип, да кажеме само дека најзастапени, најчесто застапени се колената. Значи, како голем зглоб кој што врз кој што голем дел од оптеретувањето паја, значи тој е оној кој што прв страда, иако сите зглобови кои што имаат раскавица зафатени од остеоартритот како состојба, заболување, зглобовите се колениот зглоб е прв оној кој што страда и кој што ги дава симптомите. Започнува со една нелагодност, болка во зглобовите, да речеме во колената, понатаму оттежнато движење, повремен оток, крцкање, односно крепитација на зглобовите, така да се тоа се симптоми кои што ги манифестираат пациентите. Така. Што подразбира дијагностиката? Колку е процесот, колку трае и долго траен процесот на дијагностицирање на остеоартритот? Во принцип процесот не е воопшто тежок и не е воопшто долг. Значи покрај анамнезата и клиничкиот преглед кој што даваат најголем дел од најголем процент од дијагнозата, понатаму со неколку дијагностички рентгенски процедури се доаѓа до соодветна дијагноза, дали тоа е обичен рентген или магнетна резонанца како најсофистициран, односно златен стандард во проценката на зглобната раскавица, даваат точна дијагноза што всушност се случува. Доктор Ивановски, многу често знаеме да кажеме дека превенцијата е најдобар лек. Постои ли превенција во овој случај? И што подразбира превенција? Во принцип постои превенција, поготово кај оние луѓе кои што во младост, односно во пораниот период од животот, малце повеќе ги малтретирале во наводници, не ги штеделе своите зглобови, особено се работи за спортистите, луѓе кои што се физички активни постојано, кај кои што можам да кажам дека порано доаѓа до тој процес на остеоартроза, порано доаѓа до уништување на зглобната раскавица и со самото тоа порано треба да се делови реагира, а во превенцијата покрај нели редовно умерено движење, физикална терапија повремена, доаѓаат во предвид апликација на интерартикуларни инекции, перос, односно терапија која што се прима преку уста, која што може да го ублажи процесот на остеоартроза. И кога сме кај превенцијата, колку според вашето годишно искуство, колку пациентите ги почитуваат советите на лекарите, се придржуваат до нив? Искрен да бидам, значи се повеќе ги почитуваат, меѓутоа тој процент е мал. Во принцип се уште ставот нели кај нас е дека дури одам, кога не можам да одам, ќе мислиме. А кога веќе не можам да одам е малце касно, но тогаш веќе се размислува за малце поагресивен хируршки третман на остеоартритот. Така. Проговоривме на самиот почеток на разговорот кој најчесто страда од остеоартритот. Што вели статистиката, расте ли бројот на пациенти од година во година? Во принцип не би можел да кажам дека расте. Бројот тој е стандарден, расте бројот на пациенти кои што бараат помош, како што кажав, и автоматски со тоа се зголемува бројот на пациенти кои што ние ги имаме како пациенти кои што
се уват со остеоартрит. Така. Ја споминавме диагностиката, ајде да проговориме за третманот и лекувањето. Што откако ќе биде диагностициран остеоартрит? Значи, што откако ќе биде диагностициран остеоартритот, значи во принцип третманот зависи од возраста, од полот и од тоа што пациентот очекува понатаму, како он очекува да функционира со зглобовите. Кај помлади пациенти кај кои што е диагностициран апсолутно се оди на малце поагресивен хируршки третман, независно дали тука се работи за артероскопија, во склоп на артероскопијата, артероскопската интервенција, процедура која што ќе биде соодветна, најсоодветна за пациентот, не би навлегувал во процедурите кои што апсолутно нели ние си ги знаеме. Понатаму кај повозрастните луѓе, исто така во зависност од состојбата и од самиот пациент би се одело или со апликација на интерартикуларни инекции кои што грубо кажано нарадски би го подмачкале коленото и би намалиле болката и би ги намалиле симптомите и би делувале на раскавицата. Па се до нели како крајно решение до вештачки зглобови, односно денеска правиме до уникондиларни и тотални протези на колено, скочен зглоб, рамен зглоб и слично. Со развојот на медицината пречи ли остеоартритот во понатамошното функционирање во животот? Па да, пречи, мислам автоматски чим ве боли коленото, вие не може да функционирате нели нормално, ви отекува, крцка, не може по скалија се симнувате автоматски. Едноставно пречи. Ве невозможно во нормалното функционирање. Правиме кај повозрастната популација нели до пазар одење, до продавница, со внучињата играње сте тие работи. Така. Повторно ќе се навратам на превенцијата. Што е она што вие како лекар ги советувате пациентите? Во принцип, јас би ги посоветувал. На што треба да внимаваме? Значи, треба да се внимава на активностите и на користењето на зглобовите, а веќе после 50 година треба да се посети доктор кој што би на некој од тие опции за превенција би ги посоветувал самите пациенти. Благодарам за гостувањето во денешното издание на Македонија Наутро. Верувам дека советите беа добро дојдени за нашите. Благодарам за поканата.